Благо речено се случуваат чудни процеси кои би требало да се завршницата од транзицијските процеси во државата на патот кон капиталистичкиот систем. Ако прво паднаа општествените фирми и претпријатија под налетот на приватизацијата, сега наред е приватното земјоделско земјиште. Земјоделците кои пред десетина години за жива глава не сакаа да ја продадат обработливата земја, бидејќи земја рамја не бива, сега ја нудат по багателна цена, ама нема кој да ја купи. Тие што купуваат се поединци кои чекаат екстремно ниска цена за одбрани парцели. Во атарите на повеќе села во Кочанската котлина оризните ниви паднаа до 500 евра за декар, што е двојно или тројно помалку од цените кои важеа до пред некоја година кога убава ниво достигнуваше вредност од 1000 до 1500 евра или пред тоа германски марки. Сите продават, нема кој да купи. Од 580 до 600 декара, до 600 евра декар, да. И производител нема кој да работи. Младите ние останаваме пече души тие што работиме, но е останува така. Сега поединци кои заработуваат солидно, бираат квалитетни ниви, ги групираат и купуваат испод реалните цени. Нивната логика е дека земјата кога тогаш ќе ја врати реалната цена и на тој начин ќе профитираат. А главниот проблем се чини е огромната миграција која го зафати главно работоспособното население, кое овде остава по замашни имоти и заминува во Европа да работи за плата од 800 до 1200 евра, и тоа претежно тешка физичка работа или некоја услужна дејност. Ваквиот процес не го спречуваат ниту стимулативните мерки на државата со неповратни средства за отворање фарми на млади брачни парови, субвенции во сточарството и земјоделството и слично. Затоа само по себе се поставува прашањето: која е формулата според која во странство подобро се живее отколку дома? Ако се знае дека со плата од околу 1000 евра може да се екзистира и да се врзува крај со крај во месецот. Како тргнало полека, но сигурно ситните земјоделци ќе ги снема, а наместо нив ќе се појават големопоседници, кои за релативно ефтини пари ќе дојдат до квалитетно земјиште и во иднина ќе ја диктираат аграрната политика во оризородниот регион.